Драги ученици, ве поздравувам! Добре дојдовте на часот по македонски јазик за трето одделение во нашата училница. На овој час ќе учиме латиница. Ќе научиме две нови букви. Големата и малата ракописна латинична буква Г и големата и малата ракописна латинична буква З. Ќе научиме како правилно да ги запишуваме буквите, како правилно да ги поврзуваме во зборови и реченици и да читаме и пишуваме зборови и реченици со овие букви. Ајде најпрво да ги споредиме печатните и ракописните букви Г и З на кирилица со печатните и ракописните букви Г и З на латиница. Големата и малата ракописна латинична буква Г и големата и малата ракописна латинична буква З. Гледаме дека буквите З, печатната и ракописните, се пишуваат слично, а додека кај буквата Г забележуваме дека малата ракописна буква Г е иста како малата ракописна буква Д на кирилица. Буквата Г како гулаб. Да видиме како правилно се пишува ракописната латинична буква Г. Опитете се со прстот да ја следите стрелката на вашиот екран и да напишете буквата Г. Секогаш почнуваме од горе па надолу. Големата ракописна буква Г и малата ракописна буква Г, која што е иста како ракописната буква Д на кирилица. Ајде уште еднаш. Голема ракописна буква Г и малата ракописна буква Г. Буква З како зелка. И големата и малата ракописна буква З на латиница се пишуваат исто, само што едната е голема, другата е помала. Ајде и вие опитете се со прстот да ја напишете буквата З, така што ќе ја следите стрелката на вашиот екран. Големата ракописна буква З и малата ракописна буква З. Со ова видео се обидов да ви демонстрирам како правилно се запишува големата и малата ракописна буква Г и големата и малата ракописна буква З на латиница. Сега отворете ги вашите тетрадки по македонски јазик и запишете по еден ред од буквите големата ракописна буква Г на латиница и малата ракописна буква Г на латиница и по еден ред од големата ракописна буква З на латиница и малата ракописна буква З на латиница. Пишувајте со убав ракопис. Голема ракописна буква Г и мала ракописна буква Г, која што веќе ја знаете, се пишува исто како малата ракописна буква Д на кирилица. И уште еден ред од големата ракописна буква З и малата ракописна буква З на латиница.
Сега запишете ги следните зборови со ракописни букви на латиница. Гораст, гулаб, грозд, гордост, голем, град, здравје, зап, зајак, зелка, зоран, згода, гозба, воз, брз и гриз. Да ве потсетам дека кога пишуваме ракописни букви во зборови, ги поврзуваме така што како да се патени за рачење. Уште еднаш ќе ви ги прочитам зборовите. Гораст, гулаб, грозд, гордост, голем, град, здравје, зап, зајак, зелка, зоран, згода, гозба, воз, брз и гриз. Ајде сега да читаме. Зоран е голман. Горан отиде на заболекар. Забот на малата Зоре е болен. Возот брза кон главниот град. Да прочитаме уште еднаш. Зоран е голман. Горан отиде на заболекар. Забот на малата Зоре е болен. Возот брза кон главниот град. Сега да направиме еден мал диктат. Јас ќе ви прочитам неколку реченици, а вие запишувајте ги. Горјан е брз како зајак. Горјан е брз како зајак. Горјан е брз како зајак. Во нов ред. Златко и Горјан играат со топка. Златко и Горјан играат со топка. Златко и Горјан играат со топка. Во нов ред, нова реченица. Гораст е голема гордост за нас.
Гораст е голема гордост за нас. Гораст е голема гордост за нас. И уште една реченица во нов ред. Здравко се вози со воз. Здравко се вози со воз. Здравко се вози со воз. Ќе ви ги прочитам сите реченици уште еднаш, за да си проверите. Горијан е брз како зајак. Златко и Горијан играат со топка. Гораст е голема гордост за нас. Здравко се вози со воз. Сега уште еднаш ќе направиме проверка на диктатот. Можете и да погледнете. Горијан е брз како зајак. Златко и Горијан играат со топка. Гораст е голема гордост за нас. Здравко се вози со воз. Оваа вежба се нарекува вокабулар во 4 агли и ќе ви биде вежба за домашна задача. Во горниот лев агол напишете ги новите букви. Напишете 2-3 реда од новите букви. Од ракописните букви Г и З на латиница. Во горниот десен агол запишете реченица од текст во која што се наоѓаат новите букви. Во долниот лев агол составете реченица со новите изучени букви и запишете ја. И во долниот десен агол нацртајте предмет или суштество кое започнува со новите букви. Вежбајте читање и пишување со новоизучените букви. Можете да ги изработувате од волница или од пластелин, а можете и да ги нацртате како ликови со нивни особини и да си креирате сопствена приказна. И учењето од дома може да биде забавно. Довидување!